Добро вечер, 24 анализа, јас сум Мишко Иванов, мој гостин вечерва, Љупчо Ѓоргиевски, поранешен премиер, председател на ВМРО Народна партија. Добро вечер и за вас. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Господин Ѓоргиевски, денеска ја разбранувавте јавноста и покрај тоа што мислам дека барем во овој момент сите и не се доволно информирани. Станува збор за оно што вие го предложивте дека власта и опозицијата во Брисел мора да договорат меѓусебна амнестија. Мојата прва реакција беше поприлично љута и нервозна, дека ова е смешно и дека ова навистина не личи, веројатно нема да личи на држава доколку ние направиме една таква амнестија. Па, сега, за да видам доволно сватен, ќе треба многу да зборувам. Имаме време. Се надевам дека ќе шетаме вака низ темата. Значи, сите се сложуваме, тоа беше денеска изнесено на конференција за нели како да се надмине состојбата во Република Македонија во која се наоѓаме. И мојот предлог беше, ако сакаме да имаме брзи и успешни разговори во Брисел меѓу двете политички партии, најверојатно првата работа која треба да договорат власт и опозицијата е еден закон за амнестија. И мислам дека и ненете и на другите потоа ќе им биде во втора фаза многу полесно да разговараат и да дојдат до решение. Зошто закон за амнестија? Затоа што и сите се сложуваме дека Македонија се наоѓа во тешка криза. Некои новинари денови ја споредуваат со онаа 2001 година. Јас не би рекол дека нели сепак таму имаше нели многу потешки настани, меѓутоа факт е дека ова е, можеби после тоа, најтешката криза во Република Македонија. И Македонија е засрамена, Македонија е понижена, Македонија е, можеби во наредна фаза ќе биде изолирана. И ние, Македонија е во економски застој, дополнително тоа што претходно го имаме. И мораме да бидеме заинтересирани што поскоро да се заврши оваа ситуација и да имаме решение. Зошто закон за амнестија? Затоа што сметам дека и на двете страни им треба закон за амнестија. И тој во оној политички дел, при што политички дел, значи, го подразбирам и прислушкувањето, и делот на фалсификувањето на изборите, а од финансиско-економски дел тоа е веќе една друга тема која нели може дополнително да си ги стават тие точки или можеби да не ги ставаат лидерите. Според мене, прво, што е она што е, значи што е она што е кризата, суштината на кризата која имаме ние денеска во Македонија. Според мене таа е поделена на два дела. И јас се обидувам навистина да градам една независна позиција, независно од властите и опозицијата. Ако забележувате, власта вели најважно е да се види кој снимал, а опозицијата вели не е важно кој снимал, важно е содржината на разговорите. Според мене и двете работи се 50-50 важни. Значи, не можем да ја прифатам тезата, и затоа не сум доволно до крај цврсто позиционер во овој момент за оваа тема. Не е неважно кој снимал. Сметам дека е многу важно, суштински е важно да се дознае кој снимал во Република Македонија. Тоа е 50% и потоа е суштински важно да, нели, онаа што е содржината на разговорите, да се добие некое свое логично нели, раслојување и нели, санкционирање. Ако упростам, ги изедначувате двете работи? Да, дека е многу поважно кој послушал, да, а не содржината? Значи, подеднакво 50-50. Значи, зошто велам дека ВМРО Народна партија има своја си посебна политичка партија, токму заради тоа што и двете тези ги собираме на едно место и ги ставаме на иста позиција. Значи, за содржината, претпоставам во некој второ прашање, мислам во наредните прашања, и тоа првиот дел на слушањето. Не можем да ја прифатам тезата на најголемиот дел на опозиционерите дека не е важно кој снимал.
Едноставно за мене е од суштинска важност да утврдиме кој снимал. И јас имам своја анализа, свое ведување. И што ќе помогне тоа ако ќе утврдиме кој снимал? Ќе ми дозволите. Значи вака, според мене што се случувало? И тоа е анализа која сам ја правам без никакви информации. Прво сметам дека нема странци во целата приказна, односно нема странци кои ги давале од надвор материјалите. Можеби некој после се обидел во втора фаза да ги изнесе према странство, меѓутоа сметам дека ние имаме на ситуација кај што власта на ВМРО-ДПМН преку службите имало одредени снимања и оние разговори што излегуваат за новинарите, за амбасадите, за политичките противници, дефинитивно си ги снимале тие. И тоа има еден дел на разговори кои се навистина крајно симптоматични. Тоа се разговорите на министри, високи представници на власта, кои според тоа што досега го гледаме, очигледно и според тоа признание што е изнесено таму некои луѓе што се во притвор, според мене за тоа прашање 90% сум убеден дека за жал има снимање нелегитимно и нелегално од структури. Јас не би ги нарекол СДСМ, сметам дека СДСМ е вклучен во некоја втора фаза. Меѓутоа се работи за структура на старата УДБА која дали од економски причини, не верувам дека се тоа длабоко патриотски причини, што некои луѓе сакаат да не убедат. Се работи за интереси на она што се нарекува стара УДБА во Република Македонија. И што добива тој пари? Па, предпоставам дека е за пари, меѓутоа можеби да е на некој начин дури идеолошки мотивацијата. И гледайте, значи нема таков случај во Европа, нема случај во светот. Значи некој да снимам, еве не би рекол дека премиерот и шефот на државна безбедност се снимање, меѓутоа според анализата на она што можам да го видам досега, дефинитивно јасно дека серија на министри се снимани, серија на високи представници се снимани, очигледно секретарката на премиерот е снимана, или премиерот или секретарката на премиерот снимана, така? Министерот за внатрешни работи, како што можеме да ја снимаме. Значи, гледайте, колку да сум опозицијски настроен према оваа власт, што денеска влада е во Република Македонија, и мислам дека сум најцрстиот идеолошки критичар на политиката на оваа власт. Значи, не можам, слепо да ја прифатам тезата дека на некој во Република Македонија може да му текне од позиција на службеник во управа за државна безбедност да снима телефонски броеви што ќе му текнат и на начин на кој што ќе му текнат. Затоа што, пазете, има една работа. Ние денеска слушаме најпикантни разговори. Меѓутоа, за да извадите 10 минути пикантни разговори на Мирјана Киевски, вие треба да го снимате 24 сата. Имате 1 сат пикантни разговори на Гордана Јакуловска, која во исто време е министер за внатрешни работи. За да ги извадите тој сат време пикантни разговори, значи вие треба да го снимате министерот за внатрешни работи 24 сата дневно. Сметам дека тоа не е дозволиво. И затоа и мојата теза е, решењето на кризата треба да има правно-судска развршница, па потоа политичка развршница. Ајде значи, вака. Спојот на двете работи. Ајде вака. Сега ќе влезам во содржината. Никој од актерите кои што опозицијата ги покаже во тие аудиозаписи не негираат автентичноста на снимките. Како очекувате вие правна разрешница кога слушате дека судството е во директна спрега со власт? Па гледайте, јас сметам дека, како што гледам, власта има намера брзо да ја тера судската разврска и како што денеска слушаме, вчера слушаме дека за 10 дена ќе биде обвинително тек готов. Јас се надевам како што ветија дека тоа ќе биде јавно судење. Вие му верувате на судството? Како? Верувате на судството? Не му верувам на судството. Видите, знаете, оваа судење не може да биде затворено од јавност. Значи сите ние сме, луѓе кои ги разбираме работите. Ке има, предпоставам, наблюдувачи странци. Значи ние можеме да сватиме дали ова таму што е изнесено од луѓето,
од овие што ја признале нели делото, ќе видиме дали е тоа направено со тепање, со малтретирање или не знам какво, дали е лажно сведочење или е вистина. Зошто јас имам, ќе ви кажем уште една работа што до сега во целата ова дискусија ме прави малку воздражан околу овој дел на важноста на снимањето и само еден настап сум имал и бев воздражан тогаш. Значи, оваа тројка, Лазаревски, Костовски и Вирушевски, кои денеска се главно обвинети дека се луѓе кои снимале преку користејќи злоупотребувајќи својата нели функција, нели двајцата како директно вработени, а другиот како соработник со нив. За истата тројка кои беа главно осомничени, и тоа не излезе во јавноста тогаш, во аферата Голем Уво. Така што тоа ми е дополнителен аргумент зошто не можам да ги бранам тие луѓе и зошто апсолутно на некој начин значи имам сомнеш дека она што се кажува дека е точно. Значи тоа е истата тројка што ја отвори аферата Голем Уво, денеска ги гледаме како актери повторно во една нова афера, со тоа што овој пат се надоградиле, значи си земале дозвола и сами да преслушкуваат. Значи, видиш како, колку и да сум опозиционер, колку и да зборувам против лажниот патриотизам на оваа влада, не можам да се согласам дека некој во оваа држава може да му текне да снима кој како сака. Значи, независно што се однесува на министер, или се однесува на опозиционер, или се однесува на граѓанин. Затоа сметам дека правниот дел на преслушкувањето мора да биде затворен и ние да знаеме кои се тие луѓе, односно која е таа структура која на некој начин 90% не се сомневам во таа вистинитост, дека Македонија се уште ја манипулираат луѓе на стара тудба. Тоа е дополнителен проблем што оваа власт на ВМРО ДПМН на тие луѓе им поверувала, затоа што исто било високи функционери кај нив. И тоа е работа што треба да си ја решат самите тие. Некој треба таму да си сноси политичка одговорност. Меѓутоа, дека мора да се расчисти кој е тој што го снимал, значи, мора да се расчисти. И моето длабоко убедување дека тежината на разговорите и со она, нели, кој снимал во Македонија е буквално 50-50. Добро. Содржината на разговорите. Не ви е за препастувачка? Содржината на разговорите е за препастувачка. Во ваше време доста Димовска, ако не се лажам, веднаш беше и аболицирана. Да. Што значи дека беше сменета. Да. Значи, ние имавме тотално правна развршница на она што се нарекува дело и покрај тоа што главните луѓе кои ги изнесоа документите од МВР не беа казнети. А главно осомничени беа токму овие луѓе кои денеска повторно ги гледаме како играчи на политичката сцена во оваа нова афера. И можеме да ја кажеме, сега да се вратиме на аферата Голем Уво. Значи, политички и судски тој дел беше завршен. Значи, политичката одговорност ја снесе доста Димовска. Судската завршница имаше отворено истрага со тоа што заврши со аболиција и тоа е некаква судска, мислам не некаква, тоа е исто така правно судска завршница. Правна завршница, не толку судска. Со тоа што главните виновници кои ги издаде документите од МВР останаа неказнети и продолжиле да работат во МВР. Јас бев највен пример во многу работи. Меѓутоа, знаете кој ги заштити овие луѓе Лазаревски и Костовски? Самата Доста Дивновска ги заштити за да нема за нив кривично правно гонење. Од кои причини мене до ден денеска не ми е јасно. Која договараше аболицијата, исто не ми е јасно. Мислам дека учествува и луѓе од власти и од опозицијата во тоа време. Како дојде до амнестијата на Доста Дивновска? Кој освен Борис Трајковски? Логистицираше практично, да. Треба да го, бидејќи Борис Трајковски е, Бог да го прости мртов, треба да го прашате Бранко Црвенковски.
Јас мислам дека тоа беше. Вие не сте го прашали Црвенковски, бидејќи и вие сте. Па не сме дошли до таму да разговараме. Јас тогаш бев тотална опозиција, ако се сеќавате. Меѓутоа, има многу индикативни работи. Ние ги осомночуваме овие луѓе, двајца, дека се главни луѓе кои го пробиле системот и ги изнеле документите од МВР. Доста Димовска бара тие луѓе да се заштитат, односно не да се заштитат, да не се гонат кривично и остануваат дори нели на понатаму во позиција на МВР. Ние паѓаме од власт, се случува аболиција на Доста Димовска. А доаѓа СДСМ после на власт, еден од тие, мислам Лазаревски, станува шеф на службата за прислушкување, пет управа, ако не се лажам беше. Доаѓа ДПМН на власт, си ги задржуваат, исто ги прават високо поверливи луѓе и сега тие луѓе ги разбиваат. Знаете, ние мораме дефинитивно во Македонија да расчистиме со тие стари структури на УДБА. Знаете, има тука два дела. Не е спорно дека МВР прислушкувало нелегитимно и мислам дека тој дел на новинарите и дел на амбасадорите што излегуваат ги прислушкувала МВР. Меѓутоа другиот дел што излегуваат очигледно некој си земал преголема слобода во оваа држава за да може да прислушкува кој сака. Господин Георгиевски, ова не личи на држава. Прво имаме чин на прислушување кој што е сам по себе страшен. Да, страшен. Оваква афера нема нигде во Европа ни во светот не сме чули. И ние седиме и еден дел мислиме онака. Сега, зошто амнестија, Мишко? Значи, јас денеска тоа го бев на таа конференцијата, нели, како да се излезе од кризата и гледам, ме нападна и од левицата и од десницата, така и очекував, иако малку повеќе од левицата ме нападна според профилот на луѓе. И они сметаат дека јас сакам да го заштитам, зашто сакам да го заштитам со амнестијата ВМРО ДПМН. Напротив, мислам дека тие некако едните и другите се во некои своји филмови, во некои своји светови. Па кому му одговара амнестија во овој момент, господин Георгиевски? И на двете страни. Зашто би му одговарала на СДС амнестија во овој момент? Па затоа што ако ги забележувате медиумите на ДПМН, а тие не се малку, тие јасно говорат дека идната недела ќе имате обвинителен акт за Заев и за овие 6 луѓе. Добро, и ќе го обсудат Заев. Па јас не знам колку брзо ќе оди темпото, меѓутоа најверојатно она што го дозволува законот, процедурата ќе оди максимално брза и вие ќе имате казни за овие 5 души што немаат казни, и тоа ќе имате дебели казни дефинитивно. И најверојатно и за Заев ќе има казна. Мене така ми личи атмосферата што ја создава ДПМН. Тие сакаат да ги осудат сите тие и ќе ги осудат со многу казни. Не знам дали ќе се осмелат да го однесат Заев во затвор. Меѓутоа, според мене, и топло му препорачувам на Заев, бидејќи очигледно и тие таму во СДСМ се живеат во некој свет, подобро да го договори законот за амнестија додека може тој да го договори, отколку некој во негово име, а во негово отсуство да го договара законот за амнестија. Малку е вртење ова на комплетно на целиот систем, кога имаме ситуација, снимки кои што никој не ја негира автентичноста, каде што се договараат донации, провизии, финансиски криминал. Тоа е делот. Имате граѓани од друга страна на крајот на криштата. Тоа е делот. Кажете ми, господин Георгиевски, тоа е делот зошто зошто да ги амнестирам јас сите политички чинители? Не сега вака. Зошто да ги амнестирам јас како граѓанин кога мене државата ме товари да плаќам 1 милион даноци, јас ревносно ги плаќам сите даноци. За на крајот вие да излезете и да кажете во ред, сте правеле што сте правеле, сега ќе ме амнестираме. Вака, и што кога ги амнестираме? Они ќе бидат пофини утре. Вака сега, зошто треба да има, може ли само да го довршам, зошто е интересот на ДПМН? Ова прашање со задоволство би го одговорил после. Зошто ДПМН треба да биде заинтересирана за амнестија? Затоа што очигледно покрај во самите прислушкувања има нелегитимни прислушкувања од самото МВР. Значи треба да бидат заинтересирани тој дел да го покријат. Второ, доаѓаме на вториот дел, значи делот сега на суштина на разговорите, на содржината на разговорите. Факт е дека
од тоа што го слушаме, во содржината на разговорите има еден компрометирачки дел, финансиско криминален, кој јас го оставам за втора фаза да го дискутираме. И тоа еден дел има каде што има импликација на фалсификат на избори, притисоци на избори, максимална злоупотреба на гласањето на изборите. Ако се има предвид дека за кршење на кутија може да се добијат 5 години затвор, затоа што законот за фалсификат и притисоци за избори е многу строг, ВМРО ДПМН треба да биде заинтересиран со таа амнестија да го стави и тој дел на фалсификатот на избори, своето членство, затоа што ако се потврди она што е навестено од тие разговори, од фалсификат на овие лични карти, од носење на луѓе да гласаат, што можеме да го слушаме нели сега овој пат преку зборување на високи функционери, до казни, до притисоци, до списоци, значи од прилика негде 10.000 членови на ВМРО ДПМН треба да завршат во затвор и тоа со казни од 5 до 10 години затвор. Затоа сметам дека треба да биде интересот на ВМРО ДПМН Добро, да ако некој се огрешил према законот, не мисли дека треба да сега. Па не може за дедолюбе да се занимава, да се потресува цела нација, сега вие ми кажувате тој правел крадел на избори и сега ние да го амнестираме. Малку е перверзно. Каква порака испраќаме ние пред светот? Сега дојдеме до претходното прашање. Утре ќе дојде некој друг ќе го прави исто така. Сега, значи вака, сето тоа мора да се расчисти со многу јасни и да прецизираме веќе како тоа на никој начин да не ни се повтори во Македонија и со нови закони, и со нови казни, со се. Меѓутоа сега доаѓаме до претходното прашање и сега оваа. Значи, верите како? Гледайте, дајте да наблюдуваме актуелната ситуација во овој момент. Наведом од содржината не изгледа дека нели СДСМ е во право. Меѓутоа, во пракса ние што гледаме? Дека онаа содржина што ја вади СДСМ не расколеба до сега никој. ВМРО ДПМН е внатрешно монолитен, толку монолитен што може да им се позаведи како е градат таа монолитност. Па ја не мислам баш така. Овие ситните што излегува досега, луѓе мислам не може да. Не говорам ја за ситните, говорам за луѓе кои што се Значи, меѓутоа ние веќе имаме 6 месеци јаки удари, тие не покажаа ни една оставка, нема некоја оставка, значи има јака монолитност. Двете албански партии исто така стојат монолитно со ВМРО ДПМН. Меѓународната заедница, барем според тоа што гледам, не е нешто посебно потресена и да врши некој посебен притисок врз власта да се нешто промени. Значи, ако не се понуди некое побрзо решение за да двете страни да имаат волја да излезат од кризата, ние што ќе добиеме? Ние ќе добиеме на ситуација која оваа состојба што имаме во минатите 5 месеци ќе продолжи најверојатно до крајот на мандатот, затоа што очигледно ВМРО ДПМН нема да падне од власт. И она што е најинтересно, кога ќе дојдат новите избори, а новите избори ќе имаме повторно фалсификат на изборите и ќе продолжи ваква ситуација. Значи, кога зборувам јас за ова... Вие би одели на избори да ги организира владата на Никола Груевски? Не, сега не. Меѓутоа, кога зборувам за решение на кризата, значи, јас не зборувам дека амнестијата е единствената точка што треба да се разговара. Таа треба да биде само првата точка, за да може понатаму другите точки полесно да ги сварат. Без сомнение, ја поддржувам позицијата на СДСМ дека делот на избори е максимално компрометиран во Република Македонија. Значи, слободни и демократски избори, поимот на слободни и демократски избори е максимално компрометирана процедура во Македонија. Таа беше компрометирана и пред да ги чуеме овие разговори на телефоните. Вида, после разговорите на телефоните, дефинитивно мислам дека тешко можеме да зборуваме за слободни демократски избори со овие правила на игра и со процедурите. Значи, законот за амнестија амнестијата треба да биде само првиот дел од договорите за да можат другите работи полесно да поминат, а без
Со мене ја поддржувам идејата дека треба да има експертска влада во Република Македонија. Треба да има техничка експертска, не знам како се нарекува. И на нејзино шоу да биде албанец. Која ќе бидат. Значи, да, јас кажав дека во поглед на таа техничка влада, значи две работи кажав дополнителни. Прво, сметам дека тоа беше по повод дискусијата што се отвори премијатиот месец, дека не ми пречи да биде и албанец премиер на таа влада, затоа што има 4-5 албански личности кои мислам дека со својот интегритет навистина високо се дигна во последните 3-4 години со своите настапи. И сметам дека таа техничка влада, затоа што гледаме и сите бегаат од таа тема, меѓу другото треба да добие мандат, ако може да успее, дали ќе биде тоа 6 или не знам колку месеци, да ги затвори главните проблеми на Македонија на патот на Европската унија, тоа е договорот со Грција и договорот со Бугарија, затоа што сметам дека ние и премногу доцниме на нашиот евроатлантски пат, ова брука која денеска и девалвација што ни се случува на државата, дополнително ќе не врати назад, уште 3 години, и ние мораме да демонстрираме пред меѓународната заедница дека стварно имаме лидери и имаме политички партии кои се спремни да го понесат товарот на одговорноста да ја поместат оваа држава напред. Затоа што длабоко сум убеден, доколку ја прокоцкаме шансата таа техничка влада да не ги затвори овие два проблеми со мандат на сите политички партии, дека тогаш ние и у наредните 10 години нигде нема да мрднеме, кои ќе се закопаме после новите фери демократски избори повторно во робовите. Ќе зборувам малку подоцна за ова, за и околу спорот со Грција и она со Бугарија што треба да го завршиме, зашто тоа нема условно кажано некој маш од македонскиот блок кој што ќе се исправи и ќе го реши тој проблем и од едната и од другата страна. И меѓу другото, за вие да предложите сега албанец кој што ете. И меѓу другото, кога спомнувам дека не ми е проблем да биде албанец премиер, сметам дека еден албанец премиер многу полесно ќе може тие разговори да ги приведе. Так. Сакам да ве А сите политички партии да имаат нели собствена аболиција дека еве тие не учествувале во целата работа. Ќе повикам еден блок реклами, малку пауза, па ќе продолжиме понатаму со и околу амнестијата. Реклами, па се враќаме назад. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Toyota, во соработка со S-Leasing, ви ја возможува легендата меѓу автомобилите. Никогаш подостапна досега. Одберете елеганција и безбедност. Уживајте во вашата Toyota Corolla за само 9500 денари месечна рата и возете на РА. Ве очекуваме во салонот на Toyota. Toyota, always a better way. G132 плюс Natural ми го смени животот. Еве и зошто. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Бев под целосна лекарска контрола. Лекарот предложи терапија и доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со лековите да го користам G132 плюс Natural зелено пакување. Секој утро пред доручек земав по една капсула Г и по извесен период почувствував голем напредок. Го решив проблемот со простатата. Болките престанаа, мокрењето се стабилизира. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам G132 плюс Natural ми го смени животот. Нова магија идеја за сочно пилешко. Во специјална хартија со зачини. Само го обвиткуваме пилешкото филе. Пржиме без масло, на средна температура. 5 минути од секоја страна и готово. Пилешкото ја задржа сочноста и е неодоливо меко. А толку е вкусно, што веднаш го снемува очинијата. Пробајте и вие. Нова магија идеја за револуција од тава.
потребни се само 3 секунди да донесеш одлука и да почнеш. 3, 2, 1. Стартувај со новиот кремлив Нескафе 3 во 1. Почитувани гледачи, добро дојдовте назад. 24 анализа, мој гостин Љупчо Георгиевски, кој што денес предложи меѓусебна амнестија да направат ВМРО-ДПМН и СДСМ за излез од политичката криза. Иако моје лично убедување е дека барем се до тоа изгледа како еден малку страмен и подолчин во смисла на она што е обичен граѓанин во Република Македонија кој што е сведок на се ова што се случува. И сега како велат политичките аналитичари, па да, Георгиевски предлага амнестија, веројатно тој е исправен рецепт помеѓу него и Црвенковски. Постоеше ли притен договор помеѓу вас и Црвенковски? Нема. Гледам по фейсбуците, по овие работи и тие коментари. Никогаш немало никаков договор меѓу мене и Црвенковски за амнестија. Јас само ќе извадам, сега кога ги сведуваме кој некој, мислам дека секогаш кој има некои такви идеи се сведуваат работите на лични. Значи, и обично во Македонија луѓето се идеолошки партиски поделени во старт и понекогаш им е проблем да ги видат другите страни и реалноста да се соочат. Во она што го кажа вечерва, не знам дали забележавте една работа. Оваа тројка, Верушевски, Лазаревски и Костовски, ми се чини, сметам дека е една стара удбашка банда. Ви кажав дека тоа се луѓето кои направиле удар против мене и против мојата влада. Тогаш не можеме да го земаме ова, бидејќи веројатно лично зборувате. Па јас за нив барам амнестија. Ако тоа сакам да ви го кажам. Значи за некои луѓе кои ми направиле штета, јас ви кажувам дека треба да бидат нели во тој договор меѓу двете политички партии офатени со законот за амнестија. Но ја пак ќе ве прашам кога повеќе му одговора амнестија. Бидејќи имате друг дел кога ќе влезете во содржината на разговорите. Значи јас зборувам за политичкиот дел, јас зборувам делот кај што во политиката може да се трампат. Господин Георгиевски станува збор за злоупотреби на големи финансии. Овој дел не го опфаќам со амнестијата. Фатете го и тој нема. Како нема да го опфатиме тој дел? Сега ако сакате ќе го дискутираме тоа. Тоа е апсолутно, јас се сложувам дека она што го чувме е тешка работа. И тоа е веќе работа на сосема друг разговор. Јас не барам за тоа амнестија, за финансискиот и економскиот дел не барам амнестија. Меѓутоа, најдобро е лидерите самите да се договорат кои точки под амнестијата. Јас цело време зборувам за политичкиот дел. Значи, за проблеми и законски прекршувања кои произлегуваат во сферата на политиката. Значи, не ги спомнувам во сферата на корупција, финансиски малверзации или економски малверзации. Значи, она што сакам да ви го кажам, дека се плашам дека ако не излеземе брзо од оваа состојба, мислам дека Македонија ќе заглави многу длабоко. Значи, ние имаме 8 месеци назад, Македонија стои во лев. Стои во лев на евроатлантските процеси, стои лев во економските процеси, во сите сфери стоиме лев. Па стоите и вие опозицијските партии, господин Георгиевски. Па и вие опозицијските партии стоите. Не зборувам за Македонија, не зборувам за Македонија, да. Што направивте вие како партија? Што ВМРО Народна партија направи? Ако делувате опозиционо, можеби сега воздржано. Во сред бомби, вие главна занимација ви се билбордите. Сега не знам што да ви кажам на тоа, билбордите. Значи, јас ќе ви кажам, ако некоја идеолошка критика прави на ВМРО ДПМН 6 години назад, тој е ВМРО ДПМН. Вие сами велите, јас сум воздржан кон оно што го нуди опозицијата. И сега имате аналитичари, кон се ова што се случува, велите, малку сум воздржан затоа што УДБА работи и не сакам баш како партија да се втурнуваме во коментирање на се ова. Ја еве не сум ве слушал вие да искоментирате нешто за бомбите.
И постојано ја вртите работата удба. Мишко, 20 години ние со удба се занимаваме. Ама дефинитивно Сега вие... битно е дека удба што прислушкувало не е битна содржината на разговорите дека внатре Мишко, некој. зашто ме искривате? Јас велам 50-50. Како, Мишко, не можам да држам позицијата на опозицијата, она што е главна опозиција, дека не е неважно кој снимал. Како може да биде неважно како снимал? Не, јас се согласувам дека Како? целиот чин на Мишко, сваќате ли прислушување. вие една работа? Сега ме доведувате во ситуација, значи Господин Георгиевски, 20.000 луѓе се прислушувани. Барем така вели опозицијата. ама И сега за вас е Мишко, побитно кој прислушува. Значи дали се странски служби, окей, рековме не се Не, странски. јас не верувам дека е Да. странска служба. Не се Мишко, странски служби. ама зашто ме терате со сила сега да ја барам власта? Сваќате ли вие дека за да некој извади саат време од Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи на држава Република Македонија, саат време контравезни разговори, требал да ја снима 24 сата 3 години. И вие ми тоа кажувате дека не е ништо. Не ме терате со сила да ја бранам власта, кога не сакам да ја бранам власта. Таа влажа, Не гледам и дека ја напаѓате господин Георгиевски власт. Па со што зборуваме ние вечера? Вие зборувате закон за амнестија. Ја вртите работата дека да го амнестираме Верушевски, а попат да ги амнестираме и сите останати вмешани. За политичкиот дел. Кога јас ќе ве прашам, господин Георгиевски, во тие аудио снимки се нотирани злоупотреби на пари, вие велите, не, тоа не го дираме. Не, чекајте сега. Сега да не ги мешаме. Во старт јас не кажав дека содржината е еднаква тешка со тежината на разговорите. Да. Па тоа го кажав. Да, јас ве прашав за Е амнестија. сега, делот на криминалот, јас ви кажам, нека се истражи, ама ја не знам кој, јас не можам да го истражам тоа, така. Тоа треба да се има посебен механизам. Јас ви реков дека тој дел треба да се амнестира, не ви реков, така. Значи јас не ви реков. Јас ви зборувам за овој дел на прислушкувањето. Инаку, ако сакате да ги чуете моите мислења за власта на ВМРО ДПМН, јас ќе ви ги повторам оно што буквално 7-8 години назад ги зборувам. Дека ВМРО ДПМН е носител на лажен патриотизам во Република Македонија, дека го вгради квази патриотизмот во Република Македонија, дека ја растори идејата и концептот на ВМРО ДПМН, значи дека со антиквизацијата го поништи единствениот корен за кој можевме да се спатиме, дека направи демографска катастрофа, дека има ненормални презадолжувања. Сите тие теми, Мишко, јас сум ги отворил во Република Македонија. Голем дел од јавноста смета дека во Македонија... Мишко, прв сум во Македонија што го отвори темата на преголемото задолжување во Македонија. Прв сум што отвори темата на демографската катастрофа. Пред 6 години зборувам за демографската катастрофа, што никогаш не зборувам. Прв го ја отворив темата на лажниот патриотизам со лажната одбрана на името. Еве сега сите тие сатисфакции. Ако сакате, ние можеме да зборуваме за политичка критика на ВМРО ДПМН колку сакате вечерва. Јас ви зборувам за онаа Јас зборувам ситуација. за прислушувањето, конкретно зборувам јас за прислушувањето. Мишко, јас сум 90% убеден. Еве оставам 10% дека оној дел кај што излегуваат министри на ВМРО и функционери на ВМРО снимала, еве, не сакам цело време да ви кажам СДСМ, цело време ми викам удба за да го заштитам СДСМ. СДСМ снимал. Еве, што сакате понатаму? СДСМ снимал. Преку удба, преку Верушевски и преку СДСМ структурата. снимал. Може би не биле ни свесни. Внатре во МВР, каде начело е директорот Мијалков. Удба, значи, каква е конекцијата меѓу тие тројца, Верушевски, Костовски и Лазаревски, понатаму со делови од структура на СДСМ не можам до крај да ви кажам. Меѓутоа, дел од раководството во одредено време ја фаќа таа јадица. Кај го има тоа? Во која држава го има тоа? Добро. И пак ќе ви кажам повторно. Значи, повторно ви кажувам. Од тој разговор, значи, тој е делот на снимањето. Делот на суштинскиот дел е многу важен. Многу е важен затоа што дефинитивно имаме многу индикации дека има фалсификат на изборите во Република Македонија, дека има непринципиелен притисок и тоа исто така треба да го расчистиме. Има многу работи кои нарекуваат на коруптивни и на криминални работи, кои повторно треба да ги разрешиме. Затоа што СДСМ снима, а СДСМ 9 години е во опозиција. Каква опозиција е тоа, господин Георгиевски? Значи, да снимаш злоупотреби и да бидеш во опозиција. Мене барем не ми е јасно тоа. Мишко, значи, не знам зашто треба по шести пат да ви кажувам. 90% сум убеден во приказната дека Верушевски, Костовски и Лазаревски се делот на структурата што си снимале по собствен кеф и по собствена волја. Кога е моментот кога се поврзале? ги откупил? Кога е тој момент кога се поврзале со делот раководството на СДСМ, не го знам.
Тој момент и не ме интересира. Медикува дека таа тројка, таа истата тројка што го отвори големото уво. Така што не ми треба на мене дополнителни факти. Јас зошто да ги сакам да ги бранам тие што се обиделе да ме рушат, да ми прават пуч, па тие тогаш ми направиле пуч на мене. И тоа пазит во време кога доаѓа пред кризата 2001 година. Така. Тие се истите луѓе. Сега што сакате да ги бранам тие што директно работеле против мене? Голем дел од јавноста и отворено барем овде во студиото. И пак ви кажувам, Мишко, тоа што го зборувам за амнистијата, го зборувам за Македонија. Значи, во сите работи што ги прават, си го поставуваат и луѓето каде е Македонија. Значи, јас ви кажувам, јас барам амнестија за луѓе кои ми направиле штета, вие го разбирате ли? Зошто не отидете кај Заев да му го предложите? Па немам комуникација со Заев. Немам комуникација доста време, 5-6 месеци немам комуникација, не е ни важно. Вие ми разбирате ли поентата? Дека јас кога зборувам за амнестија, повеќе зборувам за амнестија на луѓето на Заев. Не, јас зборувам како граѓанин, како човек кој што редовно подмирува даноци, плаќа сметки. Ама добро, и на крајот кога слушам што се случува и сега вие велите да го амнестирам. Баш? Ама Мишко, и како тоа ќе изгледа и сакате да одиме во евроинтеграција. Мишко, вие сваќате ли дека Заев побрзо ќе иде во затворот колку сите тие од ВМРО-ДПМН? Вие гледате ли вести на Сител и на Канал 5 и на Македонска радиотелевизија? Добро. Не осеќате атмосферата што ја наметнуваат таму? Се плашите дека можеби во некој од бомбите сте можеби и вие? Па не, Мишко, треба сите да се плашиме. Оти гледа се, ако некој таму структури од Тудба решили да го снимаат министерот, личната секретарка на премиерот и сега сите тие, значи не се сомневам дека ме снима, може да ме снимаат и мене и тебе и сетот. Ние не смееме тоа да го дозволиме. И треба после ова навистина да направиме, да видиме како е тоа решено во западниот свет, да ги донесеме сите законски консеквенции да не ни се случува повторно тоа. Не, затоа прашувам, имате можеби тајни соработки со некои од партиите без разлика дали се од опозицијата или власта? Не, сега во моментално ние сме буквално трета политичка опција во Република Македонија. Ако ви слушне Кимовски ќе нема да се согласи со вас. Кој е Кимовски? Стефчо. Зошто? Па затоа што и тој се промовира како трета опција. Господин Георгиевски, многумина од политички аналитичари сметаат дека Георгиевски во овој момент заедно со Црвенковски на некој начин работат во полза на Груевски против Заев. И прифаќате ли тие тези? Затоа што вие и Црвенковски практично настапувавте заедно на избори против Груевски. Со Црвенковски сме се виделе година и пол дената, последната коалиција која беше. Не знам зашто тој молчи, негови се причините зашто молчи. Значи, Мишко, во сите мои позиции кои сум ги имал од 90-та година наваму, значи, секогаш кога сум ги правил постапките, прво ја гледам каде е Македонија во целата состојба. Значи, понатаму партиските интереси и на крајот нели сите други интереси. Значи, ви уверувам длабоко во она што денеска го предлагам. Нудам идеја како Македонија побрзо да излезе од ова дупка во која се наоѓа. Ако ние не направиме чекор со кој едната и другата страна ќе се одоброволи за да дојде до попозитивно решение и побрзо решение за конструктивен излез од оваа криза. Верувајте дека Македонија ќе потоне во таква дупка што после не знам колку години ќе ни треба да се повратиме, ако воопшто можеме да се повратиме назад. Значи, ако остане оваа ситуација сега, ние прво ќе ни го земат кандидатскиот статус. Ако ни го земате наш кандидатскиот статус, веќе најверојатно никогаш нема и да го повратиме кандидатскиот статус. Да не зборуваме дека ќе влеземе во една таква поделба меѓу левицата и десницата, кај што можеби најверојатно ќе имаме втора фаза и насилства на улиците, напади на улиците и сето тоа. Сето тоа Македонија толку далеку ќе оддалечи од евроатлантската интеграција. Толку далеку ќе оддалечи од економскиот просперитет и на крајот денес знаете што ќе се случи? Пак сето тоа ќе заврши со закон за амнестија. Слушајте ми го зборот. Па дефинитивно секоја војна завршува со договор. Значи, јас ви кажувам, да го избереме другиот пат. Гледате, Заев ќе ги испука уште 10-15 бомби колку. Владата ќе падне ли со тие бомби? Јас не гледам дека ќе падне владата. Според тоа, значи таа до сега што не падна, не гледам дека и во наредните 2 месеци ќе падне. Значи, во една фаза ќе треба да се излезе на улици и да се тепаат на улиците луѓето, така? И најверојатно тоа ќе бидат жестоки тепачки.
Пак не ми се верува дека ќе падне владата со жестоки тепачки или со било какви работи. И ќе дочекаме денем да имаме избори во Република Македонија и пак има фалсификатни избори, значи уште посилен затоа што дури тогаш ДПМН нема да си дозволи слобода да направи фери демократски избори до крај. И каде е Македонија после целата таа ситуација? И еден ден кога ќе сакаме да го решиме проблемот, повторно првиот закон за кој ќе се разговара е законот за амнестија. Добро, пак ми бегате. Вие како гледате на бомбите? Значи, бомбите сметам дека имаат многу сериозни и индикации за фалсификат на избори, за притисок на избори и за криминални финансиски малверзации. И сето тие тоа треба да се расчистат. И сето тоа да го амнестираме. Или еве, Што сега не ме разбирате што зборам или со ја ве разбирам. Кога кажав јас да се амнестира финансиските малверзации? Не кажав еднаш, така? Значи, јас зборувам за две работи. Значи, што тоа го зборувам, значи дека тоа треба да се расчисти. Па кажете, господин Ѓоргиевски, вие велите само политички дел за злоупотребите, ќе направиме нешто друго. Ама три пати го кажам тоа дека треба да се расчисти, така? Ама за да дојдат сега само да го расчистат, за да може да го расчистуваат, треба да се дојде до таму. Како ќе се еве нека го расчистат. Вие предлагате дека преодна влада, техничка влада. Па тоа не ли ви го кажав? Тоа не ли го кажав? Значи и тоа го кажав, така? Добро. Господин Ѓоргиевски, спорот со Грција, бидејќи и тоа е еден од предлозите кои што го дадовте, и проблемите, прашањата со Грција и со Бугарија. И тие треба да ги речи техничка влада, ако е можно, како што видите вие, во рок од 6 месеци колку би било тоа, да се реши и тоа прашање, предпоставам сега. Во целиот тој пакет и предлагате начело да застане, не би пречи дури Албанец да застане, што искрено на никој не знам ни на кој би му пречело. Меѓутоа ние немаме толку мажи, условно кажемо, во македонскиот блок кои што ќе се зафадат да ја изведат Македонија од ова и да ја внесат во вистинскиот европски колосек. Па очевидно не имаме доволно одговорни политички лидери кои се спремни да ги решат тие проблеми на Македонија. Инаку апсолутно сметам дека е тешка грешка на ВМРО ДПМН што тргна со напад дека се работи за некакви странски служби кои од надвор снимале па ги давале овде документите. Од сето она што го правам анализа, мислам дека обратен процесот. Ние имаме снимање внатре во Македонија и можеби се обидел некој после во втора фаза да ги даде документите према странство. И посебно мислам дека тој име голем гав што го вперија прстот кон странски служби, повторно тука некако висеше, дури некои од тие нивните аналитичари кажува дека Грција стои за тоа. Јас немам некакви информации, меѓутоа сметам дека Грција е доволно стара држава за да знае дека не треба да се игра со соседите. И мислам дека со таа, па дури негде во нивната кампања, дека сето тоа се прави заради ова проблемот со името. Мислам дека се тоа малку тотално неиздржани анализи и тотално несуштинско насочување на проблемот во погрешен правец. Не знам, предпоставам за да се емоција повеќе собере. А инаку, зошто треба да се реши проблеми? Токму тоа. Ние во овој момент касниме 10 години за нашите соседи, за евроатлантските интеграции, и ако не сме свесни колку оваа сега ситуација ја девалвира Македонија во очите на меѓународната заедница, и дека треба да направиме после ова радикален чекор, за да го фатиме патот кон евроатлантската интеграција, наистина ние немаме политички одговорни лидери во Република Македонија. Без сомнение, за да тоа нешто се случи, треба да дадат мандат и ВМРО ДПМН и СДСМ и сите и албанските политички партии, дури и големото мнозинство на други политички партии. Ако во Македонија, кај политичката елита, кај елитата што ја создава јавноста, не е свесна дека еден ден ние мораме да го решиме проблемот со нашиот евроатлантски пат, ние навистина немаме капацитет да создаваме држава. ВМРО Народна партија во моментот поблиску е до СДСМ или до ВМРО ДПМН? Во однос на ни во едните ни до другите. Не би се вклучили во евентуален некаков, што ја знам, фронт што се прави против актуелната? Никој не го бара тоа нас во овој момент, меѓутоа ние сметаме дека во овој момент па и фронтот сега е повеќе во медиумите, не е на улицата и на сето тоа. Меѓутоа ние ја кажуваме таа теза што сметаме дека треба да им биде, ако размислат добро,
и добро е да преспиат и едната и другата структура барем 24 сата пред да го дадат својот став по овие решенија. Ние сметаме дека оваа криза треба да има и институционален и политичка разрешница. И двете разрешници треба да бидат на едно место. Има внатре во ВМРО се појавија Никола Димитров, Димшовски, Владимир Лазаревички, Кеновски, кои што реагираат на она што е да тоа е структура која остана со... Вам ви се случи панорама, можно е на актуелнава гарнитура на Груевски? Значи, сакам да ја кажем дека тие луѓе што сега се појавуваат како некакви опозиционери во ВМРО-ДПМН, сето тоа е структура која остана во ВМРО-ДПМН уште со поделбата со панорама. Значи, не се тие луѓе кои сега во последните години имаат отидено, па сега таму робарат. Значи, станува збор за една постара структура која им се има порано поделена. Колкава е нивната таму, што се вика, позиција внатре, не можем да ја кажем. Немам некоја вистинска анализа, затоа што и немам вистинска комуникација со сите нив. Дали може да се случи внатрешна поделба? До овој момент се кажаа многу силни работи, па гледаме на нема некој растраснување. На крајот од денот и вие сте ВМРО. Иако ви избркава таму. Па добро, мислам дека сега нашата приказна веќе добро позната. Ние веќе 10 години не сме заедно, нели? Имаме јасна политичка идеолошка разлика по многу прашања, така што... Но ви даваат тендери за фирмите, ви даваат тендери за фирмата, градите барок, хотел. Мишко, значи во последниот месец сум се јавил на 5 тендери, сите сум ги изгубил. Значи, нигде ниту плачам, ниту се жалам. Од сите работи еднаш имам добиено и, нели, после тоа таму на истата локација, пред 15 дена имаше до тој хотел на друга локација, знаете колку фирми се јави? Само една. Некој македонец од Швајцарија. Значи, што да ви кажам, мислам, тоа е состојбата во Македонија и немам намера на никој да се правдам. Конечно, Мишко, јас колку што знам и фирмата на Радмила Шекиринска работи во Република Македонија и фирмите на Заев работат во Република Македонија и многу други фирми работат во Република Македонија. Зошто нив не ги критикувате како работат тоа во Македонија? Ги критикуваме, кога ќе дојдат овде ги критикуваме. Ние барем сите сосема за крај. Немам причина зошто да се правдам за тоа, затоа што таму имаше 7 фирми кои се надаваа на тој тендер за кој зборувавте. Па нема, ете и мислам сега... импликациите на оваа прашање со претходниот разговор воопшто не држат. Да, ама и вие паралелата ја правите со Шекиринска и со Заев. Па на вашето прашање ја зашто не ја направите со доноциите и провициите, на пример? Ама сега е сосема друга тема. Сосема за крај. Мишко, значи вака, пак уште еднаш ќе кажам, значи по 8 пат вечера, делот што имплицира криминален, финансиски дел е многу тежок дел и тој треба по соодветна правна или не знам каква процедура да си се расчисти. Значи јас за тоа не зборувам за амнестија. Значи зборувам за политичкиот дел. Значи зборувам за политичкиот дел каде што пред се поаѓам од заштита на некои луѓе на опозицијата. Јас не знам, опозицијата можно ли да е толку во голем филм што не сваќа дека серија на нивни луѓе во многу брзо време ќе завршат со судски решенија. Го сваќаат ли ти тоа? Веројатно го сваќаат. Па сакам на нив да им помогнам. Мислам да не знам дали, не знам дали. Значи, Мишко, во овој момент вие кога гледате сега медиуми на ДПМН, гледате тие живеат во некој филм. Кога гледате медиуми на СДСМ живеат во друг филм. Имате медиуми СДСМ? Има негде една средина која некој треба да им освести на двете страни. Сосема за крај бидејќи немам време. Противниците на Груевски велат дека... уште една порака ќе кажам што ја кажав на самиот почеток. Јавно го советувам Заев да си направи договор сам за амнестија, подобро тој да го прави отколку некој друг да му го прави кога него ќе го нема во можност, кога нема да биде во можност да го прави договор за амнестија. Благодарам што бевте дел од 24 анализи. Ви благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието, следува дневникот во 22.